За децата и пензионерите општина Виница и државата во Исти Бања инвестираат околу 5 милиони денари. Половина од парите ќе завршат за преадаптација на дел од домот на културата во детска градинка. Се планира површина за градинката да биде неде 200-250 метри квадратни. Ќе содржи две занимални, кујна, просторија за вработените, санитарен јазол, така да што во потполност ќе задоволи потребите на ние сметаме дека би имало 15 до 20 деца. Дополнително општината наскоро вториот кат од пензионерскиот клуб ќе го преадаптира во дневен центар за стари лица. Значи овде имаме повеќе пензионери, со нив ќе биде социјален работник, предвидени се активности како екскурзии, прошетки, се со цел да им биде поинтересно на старите луѓе во овие години. Ако постои интереси во другите населени места, ќе продолжиме со инвестирање во вакви дневни центри. Ова за овдешните жители, особено оние со мали деца и внуци, е повеќе од добра вест. Подобро за мајките кои се со маленки деца, кои се вработени и дома, кои сакат да бидат посавоспитани у градинките. Моите внуци укочани беа. Своји очекувања од новиот дневен центар имаат и пензионерите. Поубаво ќе биде да сијат пензионерските жени со мажието, неле? Да има дека да се одмарат малку, да им помине времето. Да кажа, тоа е добро, едно видување, еден век. Това е многу убаво. Седнеме не тога, не со тоа, каже нешто, не каже, за мине време. Инаку Исти Бања е едно од најголемите винички села и овде живеат околу 2000 жители. За разлика од повеќето села во овој регион, ова село младите се уште не го напуштиле. Од тука секоја инвестиција во селото е инвестиција во младото население.